вечер, прекрасни луѓе. Извинете ме за мантилот, ама на стината сум. Ова одлево е многу инспиративно. Јас мислам дека 2019 ќе биде година на жените на Македонија. Времето на жените ќе биде запомнето во Македонија. Химната зборува за слободата во Македонија, битката за слободата. За жал судбина ни било вечно да се бориме за слободата. Мислевме дека ја освоивме или дека ја освоија нашите татковци и мајки за време на народно-ослободителната војна, но се чини дека повторно ќе треба да си ја повратиме и да ја освојуваме. Зашто ова што се случува во земјава не е слобода. Забрана на книги, замислете, во 21. век, забрана на представи или затворени проекции на представи. Отсуство од сите јавни приредби и настани. Погодете зошто? Зашто се плашат дека оние што се тамо не заради нив, туку заради уметноста, заради културата, заради знаењето, ќе ги исмеат. Затоа ги немаше ни на Златна Бубамара, ниту било каде. Се кријат од народот, зашто имаат голема вина и кабает. Меѓутоа, на 21. ќе ги подсетиме дека помина времето на газењето на слободата, дека доаѓа времето на слободата, на слободна Македонија. Да, токму така. Има нешто всадено во нашиот код, врзано за Македонија. Не поднесува придавки однапред, ни додавки одназад. Не, тоа е нешто што сме го научиле наизуст, еве и децата го знаат, и нивните деца ќе го знаат, зашто се додека сме ние тука, се додека нашите деца се тука, и Македонија ќе биде тука. Македонија, најубавата жена на планетата. Македонија, нашата татковина. Македонија, татковината на жените. И затоа мислам дека жена треба да биде председател на Македонија. Почнав силно да верувам во ова, дека времето на жените доаѓа, кога бев присутна на оној прекрасен настан на Унијата на жените, кога сите жени бевме наречени хероини. Ја гледам тука жената која го изговори тоа. Си размислував што значи тоа. Да, таа погоди. И во историјата жените на Македонија биле хероини. И денеска можат тоа да бидат. Не само што можат, мораат да бидат. И затоа јас од срце ви благодарам што застанавте зад жена. Тоа е демократска реформа. Тоа е демократски почеток. Зашто родовата рамноправност е најголема демократска придобивка. ВМРО ДПМН го препозна тоа кога отвори порта за една жена, и тоа однадвор. И ја препозна мојата програма. Не беше само женска, беше слободарска. Затоа благодарност за демократскиот начин на избор, а не за автократскиот нивниот.
Значи, затоа ние имаме шанса да победиме. Зашто кога нешто е зачнато на демократски начин, тоа може да заживее. Кога нешто е зачнато на автократски начин, нема шанса да преживее. И јас ве сакам. Не сум сонувала дека ќе бидам еден ден ова, што сум сега, меѓутоа, ниту еден успех никаде на светот, ниту еден аплауз, ниту еден труд што сум го објавила надвор, не вреди како вашиот аплауз. Вие сте мојата сила. Вие сте мојата емоција, а јас ќе се обидам да бидам не само вашата емоција, туку и вашиот разум и ум. Да го пренесам тоа што го чувствувате, да ги задоволам вашите потреби, никогаш да не заборавам дека без вас не можам да бидам ништо. Никогаш да не заборавам дека председателка не се станува без народот и дека председателката не може да постои без граѓаните на Република Македонија, дека ќе биде тамо само заради нив, заради нивните интереси, заради нивните потреси, заради нивните потреби, заради нивните болки, заради нивните проблеми, заради радоста со нив. 20 Нема поубаво време од пролетта за реформи. Нема поубаво време за победа од април и од мај. Како што цвета природата, тогаш ние ќе расцветаме демократијата, ќе биде поинаква од ова што се случува сега. Никаде не препознаваме демократија. Зошто? Зошто погледнете, може ли да постои демократија ако сета моќ е на едно место? Не говорам за авторитет. Моќта не значи авторитет. Авторитетот значи само можност да влијаете врз нечии ставови. Со аргументи, не со закана, не со сила. Моќта значи дека го злоупотребувате статусот за да му наредите некому или да го заплашувате некому дека доколку не го прави она што тој го сака, може да ве следи казна. Казната може да биде за вас, ама може да биде и за вашите најблиски. Затоа со право председателот на ВМРО ДПМНЕ со месеци им се обраќа на сите и на оние во државната и јавна администрација, и на оние во здравството, без оглед на партиската припадност или блискост, и на младите, предупредувајќи ги дека дојде времето за промени, дека ние сме решени да градиме единство, а не делби, зашто одамна немало поподелено општество од македонското по сите линии, а тие глумеа или повикуваа на помирување. Какво помирување со вакви делби? Такво помирување не е можно. Само некој друг може да го помири македонскиот народ внатре, но и со другите, со оние кои ги гледам овде во првиот ред. Со албанците, со турците, со ромите, со власите, со бошњаците, со србите, со египтјаните, со сите. Ним им се обраќаме исто така, зашто демократија без сите нив нема, зашто Македонија е татковина на сите. Ама она што тие не го прават, тоа што забораваат на луѓето кои имаат најголема потреба од помош, зашто се ранливи, како жени или како помали заедници, заборавени, запоставени, или како млади, за кои и кога се најумни, нема место во нивната држава, ама во нашата најумните ќе бидат
на највисоките позиции. Најквалификуваните ќе бидат на највисоките позиции. Најдобрите ќе бидат на највисоките позиции. Така ќе ги задржиме нив. Така ќе ги вратиме оние што заминале. Тие ги бркаат, ние ќе ги поканиме назад. Зошто? Зошто за сите нив ќе создадеме место овде под македонското сонце. Какви ли методи не измислија за да приграбат не само моќ, туку и општествено богатство. Заборавија дека една држава може да биде мирна и среќна ако распределбата на општественото богатство е рамномерна. Ако луѓето и кога се сами, и кога се невработени, и кога се тажни, можат да си го сочуваат дигнитетот и интегритетот. Не, кај нас болните имаат сериозен проблем. Не само зашто нема лекари кои заминуваат, туку нема ни лекови. Затоа што болниците пропаѓаат. Затоа што една болница што требаше веднаш да почне да се гради, тие измислија дека треба да се дислоцира, ама ни трак ни глас од почетокот на градбата. Ги заборавија лицата со посебни потреби. Ја заборавија најранливата ромска заедница. Лесно е да го славите денот на ромите, ама треба да ги направите рамноправни во оваа држава. Заборавија на лицата кои боледуваат од посебни болести. Заборавија на лицата кои што имаат проблеми со слухот. Заборавија на лицата кои имаат проблеми со видот. А јас вака велам, нема хендикепирани лица во државата. Хендикепирана е државата што не препознава дека овие лица само на поинаков начин можат да ги изразат своите способности. Ние ќе го направиме тоа. Замислете од колку енергија, од колку ум, од колку знаење, од колку убавина се откажуваат, обкружени само од послушници, обкружени од војници. Затоа и ние зборуваме на отворено. Тие се затвораат, зашто тоа се наместени политички приказни. Дури и прашањата се знаат. Но замислете, колку е грдо да добивате невкусни комплименти наместени и да се радувате на тоа. Се разбира, ние ја очекуваме вашата поддршка, но ние нема да влијаеме како тие што прават со уцени, со закани, со подмитување. Не, овој народ не го заслужува тоа. Овој народ знае каде, кога, како и за кого да си го користи гласот. И јас од срце ви верувам дека ќе го направите правиот избор. Вие знаете за кого да гласате. На 21 и на 5, а потоа и на предвремените парламентарни избори. Благодарам. Верувам дека ќе влијаете на победата со енергијата. Од јас верувам дека во микрокосмосот има некоја правдина и правда. Иначе не би пееле ние во химната за неа. Тоа е она што не држело низ децениите, она што ни давало надеж и она што не водело од победа во победа. Се надевам дека оваа ќе биде највредната во поновата историја.
Значи, победата на 21 и на 5 ќе значи целосно делегитимирање на оваа веќе нелегитимна по кој знае кој пат власт. Велам делегитимирање, оти тоа ќе значи подсетување на господинот кој брзо зборува, уште побрзо заборава, но најбрзо негира, дека му даваме последна шанса да биде запомнет барем по едно исполнето ветување. Она за предвремени парламентарни избори. Не се осудувам да кажам што следи по тоа. Уште еден збор има, ама не е женствено да го изречам. Која ќе биде нашата лекција по демократија, пролетната лекција по демократија? Прво, дека нема да трчаме по многу моќ. Дека сме свесни дека премногу моќ значи опасност да ја употребите, да ја злоупотребите, да ве засени, да ве заведе, да ви ја уништи хуманоста и човечноста. Не, ние секогаш ќе бидеме за споделена моќ. Нема да се однесуваме како тие кон нас. Напротив, ќе им одржиме лекција по демократија, според која за најважните, за националните прашања мора да се праша и другиот. Без диалог ние знаеме дека не може да има добри одлуки. Без критика може да сгрешите. Критиката е здрава работа. Критиката е демократски лек. Вашата критика ќе биде нашиот демократски лек. Вашата критика ќе не тера нас да размислуваме побрзо, подлабоко, да носиме подобри одлуки. Оти мудроста на народот е таа што треба да ги предупредува политичарите да не заборават на него, да не мислат дека тамо се за да си вежбаат демократија на народот, туку за да ги решаваат неговите проблеми, да ги имаат во предвид нивните интереси на обичните граѓани. Верувајте ми, јас како председателка не само што ќе живеам со вашите интереси, не само што ќе бидам преокупирана со нив, туку и на седниците на парламентот ќе ги обзнанувам, ќе ги посочувам, ќе барам од пратениците и од министрите решенија за нив, зашто само тогаш ќе може да функционира македонската демократија и само тогаш ние ќе можеме мирни да шетаме меѓу вас, да ве погледнеме во очи, зашто вашите очи ќе ни кажат дали она што сме го ветиле, добро сме го запомниле и дали сме спремни да го реализираме. Бидете сигурни дека ветеното ќе го спроведуваме. Во времето на жените, се надевам дека мажите, нашите прекрасни мажи, нашите незаобиколни мажи, нашите докажани мажи, ќе препознаат нешто ново во стилот на женското управување. Впрочем, се зборува за женско писмо, се зборува за женски говор, се зборува за женски вештини дома, на работа, во диалозите, секаде во политиката. Мислам дека
таа слика ќе остане запомнета и дека ќе биде инспиративна и дека ќе биде дополна на машкото добро управување, а ако дури жената и мажот прават човек, тогаш Македонија ќе биде земја на почитувани луѓе. Македонија ќе биде земја на хумани политичари. Македонија ќе биде земја на одговорни политичари. Како гледам јас на ова? Се разбира, многу научени лекции има. Машки, женски, во зависност од времето, во зависност од моментот, добри, лоши. Јас нив ги знам. Ги знам заради професијата, зашто нема политички систем и нема уставен систем што не сум го проучувала. Истото важи и за македонскиот, низ историјата, особено по новата историја. Ги знам неговите мани, ги знам предностите, знам што треба да направиме и јас светувам дека во една комисија што ќе го проучува Уставот, а веќе има меѓу нас и надвор такви кои многу тони напишале страници за демократијата на Западниот Балкан, па и за македонската, ќе се обидеме во Уставот да ги нотираме и да ги коригираме, да ги дополниме или да ги смениме или да ги прецизираме оние уставни одредби што создаваа големи проблеми во функционирањето на македонската демократија. Нам ни треба функционална држава. Доста се занимававме само со промени иницирани од надвор. Потребни ни се промени што ќе направат од Македонија стандардна европска држава заснована на европски принципи и практики. Ветувам дека тоа како председателка ќе го почнам, не велам дека ќе го реализирам, зашто тоа зависи од парламентарното мнозинство. Председателот може да предложи измени на Уставот, меѓутоа, дали ќе бидат тие усвоени, зависи од парламентарното мнозинство. Но ги гледам творците на идното парламентарно мнозинство овде. Јас со нив научив да функционирам. Зошто? Зошто се концентриравме на најважните принципи. Ако го зборувате за право, за правда и правдина и се раководите од нив, сигурно дека може да постигнете консензус. Тоа е консенсуален председател и кандидат. Не е консенсуален некој кој што лидерите на 2 партии, 3 партии го аминувале на предлог на главниот конзул, кој е надлежен за се во Македонија, ама тогаш и грешките ќе паднат на неговиот, односно на нивниот грб. Да ја споделеа моќта и власта со опозицијата, нема толку многу грешки да имаа со себе и над себе, ама тие ги изолираа сите други, сега сами ќе си ги сносат последиците. Така е. Во надворешната политика мора да изградиме на вистина не само добра дипломатија во регионот, туку и на меѓународен план. Се разбира, дипломатијата е врзана за индивидуалните способности, но не само тоа, за тоа, туку и за стратегијата. Ако се изгради стратегија да се лоцираат дипломатските представништва онаму каде што имаме најголем економски интерес, сигурно дека плодовите на дипломатијата ќе ги почувствуваат граѓаните на Република Македонија. Ова особено важи за
различните меѓународни организации, каде што шансата на малите држави да бидат рамноправни е поголема. Ама тие тоа не го знаат. Во моментов немаме амбасадор во НАТО, немаме во Советот на Европа, немаме во Обединетите нации. Не знам каде и како овие луѓе ги лоцирале прашањата од дипломатски карактер, важни за земјава, но очигледно дека залутале некаде во дипломатските лавиринти. Нашите дипломати, моите дипломати, ќе бидат луѓе од кариера, луѓе кои знаат, луѓе со биографии, луѓе кои нема да ја срамат Македонија надвор, а ако некој ја срами, тогаш јас во времето на жените ќе го вратам назад. Во Советот за безбедност мислам дека со оглед на еколошката катастрофа со која што се соочивме, во еден закон за Совет за безбедност, не им текнало ни дека закон треба да донесат, треба да седи и министерот за екологија по положба. Не овој министер за екологија, оти тој смета дека штом не сме швајцарци, не заслужуваме чист воздух, не овој заменик министер за екологија, зашто тој со маска шеташе низ градот, ама сега маска има на лицето, па не ги гледа граѓаните, ниту го чувствува толку месеци загадениот воздух. Не, тоа ќе биде заколнат екологист, некој кој на природата гледа како на мајка, како на татковина, некој кој не смее да војува со природата, оти кој почнал битка со природата, ја изгубил. Ние не смееме да ја изгубиме. Безбедносната дилема е еколошката катастрофа и ние мора да направиме стратегија за еколошка заштита. Не знам како ја замислувате Македонија, ама јас како жена си ја замислувам Македонија како во детството, како земја на прекрасно овошје и зеленчук, на органска храна, да си ја исчистиме земјата, на туризам од секаков вид, особено на селски туризам. Зашто она што се случува во Велес, во мала земја се случува во Скопје. Она што се случува во Иловица, се случува и во Тетово. Затоа ние мора да застанеме на бедемот на градењето на здрава животна средина. Македонија заслужува да биде здрава, прекрасна жена, што ќе ја негуваме сите ние и ќе им ја оставиме неа и нејзиниот род на нашите поколенија. И во Уставниот суд би сакала да видам луѓе заколнати во правото, луѓе кои се спремни да водат битка за правото и правдата, а не да молчат како сега, кога мора да бидат најгласни, зашто така ќе решеа многу проблеми што нас не тиштат. Не се одважија да и се спротивстават на власта, а ние ги учиме студентите дека таа четврта власт би можела да биде многу важна во демократизацијата, штитејќи го уставот и законите, ама неа ја нема и тамо се потребни битни промени. Се разбира, она што најмногу ги тревожи луѓето, најмногу мажите, е како сега една жена ќе биде врховен командант на вооружените сили. Да, ништо страшно, предпоставувам. Ќе биде одговорна и знаете што си велам, учествувајќи во дебатите.
иако ми е тешко да учествувам во нив, оти дебатата има логика ако зборувате за аргументи, за ставови, а не ако го напаѓате противникот ад хоминем, фрустрирани и исплашени. Се разбира дека, она што мислам дека е многу важно е да се биде стамен, мирен, одговорен, да се брои не до 3, до 30, додека не се стори нешто врзано за воена или вонредна состојба. Па споредете сега кој како се однесува во дебатите и замислете како би се однесувал при донесувањето на некоја клучна одлука за Македонија, кога наспроти него ќе стои некој кој поинаку мисли или кога над Македонија ќе има некоја закана. Ние знаеме добро да изброиме пред да одлучиме, зашто не сакаме да ризикуваме попусто и да носиме погрешни одлуки. Ако тогаш, јас велам, во мојот мандат, имам прилика меѓу оние во АРМ да препознам и некоја жена која би можела да биде извонреден генерал, генералка, тоа одили некако или чуден е зборот, мислам дека тоа уште повеќе ќе го потенцира времето на жените, односно на одговорноста на жените за да создадат благопријатен животен амбиент за мажите и за жените и за нивните деца. Да не должам, во мировните мисии нашите учесници се почитувани многу повеќе од што дома. Таму уживаат респект. Дома се борат со лошите стамбени прилики, дома се борат дури со облеката потребна за војниците, дома се борат со платите кои им се ниски и тогаш ние велиме, ова е целосно неодговорен однос кон оние што се гарант за заштитата на територијалниот интегритет на Македонија и оние кои што не само што увезуваат мир, туку извезуваат мир учествувајќи во мировните мисии. Ние мораме да ги инспирираме луѓето да бидат сигурни дека доколку влегуваат во ризик, тоа го прават заради мирот, но исто така дека тоа мора да биде ценето дома исто толку колку и надвор. Не е така. Сетете се на низата протести, на низата незадоволства на луѓето ангажирани дома и надвор. Но тие проблемите не ги гледаат како нас. Председателот, кога велам дека председателката ќе се грижи за заштита на Уставот, мислам и за оној инструмент на вето. Секогаш кога еден закон нема да биде во согласност со Уставот, се разбира дека јас ќе ставам на него вето. Не за да се правам силна жена, туку за да покажам дека сите ние сме под Уставот и законите. За да ги замолам пратениците да размислат уште еднаш дали тој закон не води кон кршење на нечии права и дали тој закон води сметка за правниот поредок на чии што врв е Уставот. Не е Устав тоа што тие мислат дека е. Устав е тоа што го пишува во Уставот. Затоа јас повикувам на уставен патриотизам. Тоа значи дека од првите луѓе треба да почне негувањето на почита кон Уставот. Отија го кршат тие Уставот, а го кршат неброен број пати. Која е пораката до граѓаните? Таа е лоша. Почитувани граѓанки и граѓанин,
ми причинува особено задоволство што вечерва непосредно пред изборите сум меѓу вас. Гледајќи ве во олку голем број, охрабрена сум дека вредело да направам исчекорот прекрасниот универзитетски амбиент меѓу народот, зашто патот до било која функција води преку вас. Се надевам дека на 21 и на 5 ќе го отворите новиот пат, патот кон реформите, патот кон слободата, патот кон Европската Унија. Во името на правото и правдината ви благодарам и ја очекувам вашата помош. Благодарам.